и на самата комисија. Ние ги повикавме да се вклучат експертската, стручната јавност и невладините организации со своји амандмани, односно со своји предлози кои што сметаат дека може да ги инкорпорираат во ова законско решение за подобрување на текстот. Еве ја користам оваа прилика повторно да ги повикам со своите идеи да се обратат до нас за да го подобриме текстот на овој закон, заради тоа што уредува една суштинска област. Во овој закон има една нова дефиниција која што се воведува, се вели контаминирано подрачје, нешто што можеби ќе им даде можност на Министерството или на централната власт и на централните институции да интервенираат во решавање на неколку горливи проблеми кои што ги има оваа држава, кои што за волја на вистината локалната власт или ве конкретно бидејќи јас доаѓам од една од скопските општини и градот, на неколку наврати е нем на решавање на тие проблеми и оние избирачи, оние граѓани ме замолија да го отворам ова прашање на собраниската говорница. Го отворив исто и на комисијата, разговаравме и со министерот, сега тука е заменикот, а ќе го отворам и сигурно на второто читање. Ќе пробам да го подобрам со одредени амандмани за посуштинско решавање. Конкретно, по членот 28 се додаваат 4 нови членови. Членот 28а, кој што е идентификување на контаминирано подрачје, членот 28б, кој што вели дека може да се создаде план за управување со контаминирано подрачје, член 28в, комитет за контаминирани подрачје и членот 28г за спроведување на планот за управување со контаминирано подрачје во државна сопственост. За да бидам појасен, контаминирано подрачје е локалитет со сите придружни објекти во рамките на локалитетот на кое што е утврдено загадување на медиумите на животната средина, при што сериозноста од можните влијанија на екосистемот и здравјето на луѓето е од такво значење што е неопходна ремедијација на истото, а исто така се вели дека може да се направи ремедијација на животната средина како мерка за санација на постојното загадување на животната средина. Зошто конкретно го зборувам ова и зошто конкретно се обраќам до вас? Во општината во која што живеам, Ѓорче Петров, има две диви депонии кои што се зрели за да се прогласат за контаминирани подрачја. Едната депонија, граѓаните неколку пати упатуваат, се адресираат до локалната власт, но меѓутоа таму немаат слух, а покрај тоа што се вели дека се извојуваат средства за истата да се исчисти, не е точно, заради тоа што прво чуварската служба е отсутна, второ се дигнати рампите, а третото неколку пати и на медиуми со видео и со фотографии се фатени самата механизација на општината, самите камиони како одлагаат отпад. Населението, сакајќи да си го реши овој проблем, излезе на протести. Градот Скопје велеше дека издвоиле 10 милиони денари, снимија едно видео каде што само сметот се преместува од едната на другата страна, а повторно проблемот не се решава. Тоа излегува дека ако навистина се вистините оние суми кои што се продуцираат во јавноста, дека се издвоени за чистење, од едната страна тоа се парите на граѓаните кои што се одвојуваат за чистење на депонијата, од другата страна самата општина депонира отпад, фактички ние не го решаваме проблемот и укажувам дека повеќе од итно, ова до сега говорев за Новоселската депонија, се создава една друга од потегот од селото Орман до Волково покрај течението на реката Лепенец, која што верувајте е вистинска еколошка бомба. Од вас барам, затоа што ние ќе бидеме вклучени во суштинско подобрување на овој закон, веднаш штом ќе стапи во сила, вие да почнете да го решавате проблемот на начин на кој што е инкорпорирано во законот. Бидејќи ако на граѓаните не им излегува во пресред локалната власт, ако на граѓаните не им излегува во пресред администрацијата во градот Скопје, тогаш единствениот начин да се реши можеби е во овој закон. Покрај другото, сакам да укажам и на неколку локации кои што верувајте локалните власти не ги решаваат, градот Скопје не ги решава, а кои што можеби со овој закон, за кои што јас сигурно ќе инсистирам да бидат решени. Исто така има во Драчево неколку мини депонии, кај Теферич има голема депонија, Пинтија кај пругите тука кај Хемтекс, Вардариште големата, Маркова река во Горно Лисиче, како и Карпош кај Ветениот парк, кај онаа карпа, која што е навистина една еколошка бомба за градот Скопје. Апелирам што е можно поскоро и посуштински да се фатите за работа, сите овие места да ги прогласите за контаминирани подрачја, да направите план за ремедијација и за ревитализација на тие места, за да може овие проблеми да се решат. Благодарам.